technology that we will introduce in the company here. And the other ones, so these are brands that you may know as well. And our side here will be the one in the group as well, about 30 old, because in the Americas or in North America it's a little bit different. You go then to the pharmacy and there you see as well that in Europe you have about 30% of our blood diseases. We produce the devices and the equipment that they use in the laboratories. Овие 2 дена заедно со директорот на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони сме во посета на фирмата Gerresheimer, која е една од најреспектибилните фирми во делот на медицинската амбалажа, произведува за сите големи фармацевски компании, произведува делови значи од пластика, како што се така наречените пенкала за инсулин, инхалатори, како и разни други делови од стакло за медицинска амбалажа. Практично веќе подолго време, од прилика 7-8 месеци, со нив разговараме за отварање на нивна производна хала во Република Македонија, во Бунарџик, во зоната. Тие се веќе во завршни фази на размислување. Во конкуренција беа повеќе држави од регионот на Југоисточна Европа. Мислиме дека со мерките кои што се вклучени во законот, каде што тие ги препознаа како исклучително транспарентни, а воедно и најконкурентни во регионот, дека ќе ги убедиме конечно да дојдат и да отворат фабрика во Република Македонија. Ја посетивме нивната фабрика во Германија, денеска се наоѓаме во Чешка, каде што ја посетуваме нивната фабрика, која што практично треба да биде слична фабриката во Македонија која би се градела на оваа фабрика која што денеска тука ќе ја видиме, ќе ги разгледаме сите услови кои што треба да се обезбедат. Многу е важно што оваа фабрика е висока технолошко индустријска опрема, значи опрема од највисока технологија, тоа е опрема која што има многу мехатронички компоненти во нејзе, од вкупниот број на вработени 1/3 ќе бидат високо образовани кадри кои што практично ќе имаат сериозни високи примања. Во таа смисла сакам да кажам дека за разлика од многу други инвестиции во Република Македонија во кои што се вработува во главно значи ниско едуциран кадар или тоа се високо интензивни, работно интензивни значи позиции, оваа фабрика е исклучително технолошки развиена и во таа смисла значи ќе запослува повеќе од 100 инженери од делот на машинството, електрониката, електротехниката и информатиката. При тоа разговараме заедно со компанијата да соработуваме со универзитетите, со техничките факултети, да во последната година на студии веќе ги подготвуваме студентите за вработување во компанијата и мислам дека тоа ќе биде една добра шанса да македонските студенти, да младите луѓе во Република Македонија кои што се од техничката струка имаат едно сериозно искуство да работат за една ваква компанија и да останат во државата, а да при тоа нивните примања бидат на едно ниво со кое што ќе можат убаво да живеат и во нашата држава. Во првата фаза, во фазата каде што ќе се произведуваат значи амбалажи за медицински производи од пластика, при тоа значи е предвидена и втора фаза. Втората фаза треба да бидат стаклената амбалажа и таа треба да следи значи после 3 до 4 години. Практично ова ќе биде една од најголемите инвестиции во Република Македонија, која што досега е направена доколку Gerresheimer одлучи да истата ја реализира во Република Македонија. Ние ќе направиме све што е во наша моќ и во согласно со законот кој што го донесовме за финансиска поддршка на индустријата, да компанијата донесе одлука да таквата инвестиција ја направи во Република Македонија. Мислам дека сме блиску до таквата одлука, мислам дека во последниве состаноци ги разгледуваме сите можности кои што тие ги имаат во Република Македонија и ќе се обидеме све како држава да докажеме дека ние сме најдобрата дестинација за инвестиции во Југоисточна Европа. So we're extremely happy on behalf of Gerresheimer that we can welcome the Minister of Economical Affairs, Mr. Angujev, here to our Czech site. We previously visited also our Freimd site, and the purpose of the visit is to get a familiarity
between ourselves as a company and the Republic of Macedonia as it relates to an investment that we're planning. We're shortlisting and we're down to 2 countries, and Macedonia is one of those countries. We're extremely impressed with the infrastructure of Macedonia, with the industrial parks, and obviously with the dedication of the politics and the politicians to really make Macedonia a very successful country. We're planning to have decisions made during the last quarter of this year, and we'll then very rapidly go into the construction phase that is already announced within our board and is public knowledge. So nothing that we have to not talk about, but can let everybody know that that is our plan. And as said, by the end of the Q4 we will be in the position to declare our decision. Планът за економски раст на владата на Република Македонија е еден од најатрактивните во регионот. Веќе покажавме со неколку инвестиции, така да и работиме и на оваа да се заврши во наредните месец-два и прилично сме сигурни дека тоа ќе успееме.